bliže, što mi rasute sni. Večno te ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Скопје ми е дома на Вистинска телевизија секој четврток. Знаете, почитувани гледачи, 18 часот и 15 минути, нов гостин и нова скопска тема која што ја говориме токму во Скопје ми е дома. Последните локални избори имаше општини каде што битките за прв човек на општините беа навистина тешки. Една од тие општини беше скопската општина Карпош. Повеќе за Карпош, за предизборната кампања, за ветените и оние проекти кои што допрева треба да се реализираат, ги дискутираме, односно ги говориме вечерва со мојот соговорник во Скопје ми е дома. Станува збор за пратеникот Тони Јаревски од ВМРО ДПМН, пратеник секако од општина Карпош. Господин Јаревски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома и да проговориме и за вашиот пратенички мандат и секако малку повеќе за Карпош. Како сте? Добро вечер, благодарам на поканата и ми представува задоволство да бидеме токму тука и да продискутираме на повеќе теми што ги засегаат и нас и нашите сограѓани. Така, јас и во најавата напоменав, чином дека битката во Карпош беше некако тесна помеѓу сегашниот градоначалник господин Сотир Лукровски и против кандидатите. Чином таму имаше и втор круг секако. Сработивте, велите, многу. Што се случуваше во Карпош и какви се еве денешните реализирани проекти, ветени проекти? Отворите интересно прашање, иако веќе позади нас. Имавме интересно предизборие на локално ниво, каде што не би рекол дека е тесна, имаше господинот Лукровски сигурна победа, со огромна предност, а исто времено морам да укажам дека и ВМРО ДПМН има апсолутна доминација со најголем број на советници во Советот на општина Карпош и се разбира дека тоа не е случајно. И господинот Лукровски и ВМРО ДПМН излегува со програма која што знаеше ги детектира сите потреби на граѓаните и она што беше многу важно да се предложат решенија кои што се реално изводливи во мандатот од 4 години кој што доаѓа пред нас. И со задоволство можам да кажам што првиот ден со превземањето на новата локална самоуправа и јас како граѓанин и моите сограѓани сведоци сме дека имаме еден нов инпут, еден нов дух во општината, општина која што е поблиску до граѓаните, процеси кои што се многу потранспарентни, поиздржани и ценам дека веќе со усвојувањето на новиот буџет, веќе пред седница или две на Советот, очекувам дека во периодот кој што доаѓа при нас не очекуваат серија на реализирани проекти кои што беа дел од програмата на ВМРО ДПМН на локалните избори, проекти кои што ќе значат подобро секојдневие на граѓаните, решенија кои што се квалитетни и кои што се долгорочни пред се. Постојано бев се на терен во предизборието, верувам дека и како пратеник сте близок и запознат со реалните проблеми на жителите во Карпош. Ете, Лукровски е нов градоначалник од вашата матична партија. Колку сте запознаени реално со проблемите во Карпош и ете, кои се можеби трите клучни проблеми на кои што се работи моментно и кои што најмногу ги засегаат жителите? Како на централно, така и на локално ниво, ние треба да бидеме и сме постојано меѓу граѓаните. Важно е да се чујат нивните проблеми, односно информацијата за нешто што ги засега граѓаните да дојде што е можно побрзо и до општината, и до централната власт, па и до владата, ви рекол на некој начин, бидејќи имаме серија на проекти каде што се вршат испитувања и за потребите и проблемите. Но исто така благовремено се најдат и издржани решенија кои што ќе бидат во предметниот рок исполнети. Така да, од тој аспект, ценам дека комуникацијата е добра и редовна и квалитетна. Како на меѓуинституционално ниво, кажав дека има еден нов инпут, еден нов дух, но исто така и помеѓу граѓаните и општината имаме и отворени денови, и како пратеници, и советничката група има отворени денови, а и градоначалникот одржуваат, каде што покрива на секојдневие, покрај тековите извршување на работите, има и тие отворени денови каде што граѓаните може да дојдат директно се запознаат, да елаборираат. Тука се и сите пропратни, дали е тоа служби, дали се контакти што треба ги направиме, со цел да прво да бидат добро информирани, а понатаму да видиме како можеме да излеземе у пресек на нивните барања.
Не би можел да истакнам, тоа го велевме и секогаш и претходно во кампањите, дали едно или две поединечни решенија кои што би биле предмет на задоволување на потребите на граѓаните. Напротив, затоа и кажав дека имавме една програма која што ги фаќаше сите теми, сите области, каде што имаше и носечки проекти, но и нивни подпроекти кои што треба да бидат предмет на реализација. Можам да укажам дека не очекуваат оваа година убави вести и од полето на образованието, дали тоа ќе биде воведувањето на униформите, нови дидактички материјали, нови програми, нови содржини во училиштата. Очекуваме изградба и најава имаме на реконструкција на барем една спортска сала во рамките на училиштата. Верувам дека имаме и серија на нови игралишта кои што ќе бидат направени. Очекувам со оваа зголемена динамиката полето на еден од клучните проекти за изведба на паркот 10-20. Тоа е еден навистина мега парк кој што не само на Карпош ќе даде и на жителите на Скопје на нова содржина со сите пропратни елементи кои што ќе бидат офатени, околу 500.000 квадрати начинно беше основата. Очекувам динамично пролети по однос на реализација на комуналните проекти, неколку улици кои што се веќе проектираат и она што е најважно, очекувам плодови од соработката со владата, со познатиот унгарски кредит. Општина Карпош беше една од тие што имаше најголем број на проекти, со најголем износ, некаде околу 17,5 милиони. Беа во прашање што се одобрени, испроектирани. Мислам дека најголем дел од постапките веќе се во тек, некои веќе се и реализираат и тоа се навистина капитални и инфраструктурни, но и друг тип како што се градинките, кои што навистина ќе дадат допринос, што ќе направат едно поквалитетен одраз на секојдневието на граѓаните во Карпош. Се разбира дека нема да се застане тука, верувам дека ова е на самиот почеток на мандатот. Очекувам уште многу повеќе и подобри вести од Карпош во периодот кој што доаѓа. Поменавте средства од владата за поддршка на проекти во општината. Верувам дека ќе има и инфраструктурни проекти, па од тука и моето прашање, се следи ли урбанизмот и прекомерните градби во општината, како ќе продолжи во таа насока да се одвива процесот во општината? Се разбира дека се следи и за жал во изминатиот период оваа тема што фативте беше едно горчливо прашање за сите карпошани. За среќа сега имаме веќе нова локална власт, нов градоначалник кој што има многу поконкретен однос према тоа прашање. Целокупната загриженост на граѓаните се има во предвид, исто како што беше фатено во програмата, веќе се сведоци уште на првите седници од Советот како новата локална власт е спремна пред се да се соочи со проблемот и како да најде начини за негово надминување. Со задоволство можам да известам и јавноста дека на седницата со усвојувањето практично на буџетот предвидена и ставка за формирање на едно ново јавно предпријатие Карпош план, кое што токму тоа ќе биде основната функција да се изврши своевидна проверка на постоечките урбанистички планови што се во тек и изработка на нови. Покрај изработката на урбанистички планови со јавното предпријатие е предвидено да се офати и со цртање или изготовка на други проекти кои што ќе бидат засегнати општината. Ова го велам од аспект бидејќи се покажа дека во добар дел од единиците на локалната самоуправа не беа спремни во процесот за аплицирање, иако беа обезбедени средства од владата, не беа доволно спремни со проекти. И верувам дека оваа година ќе биде посветена и ќе има особен акцент или фокус на изработка на проекти кои што можеби до сега да речеме да не испадне дека критикуваме све, можностите биле лимитирани, но со оваа поддршка на владата, со ова разбирање што ги има извршната власт и премиерот по однос на потребите на граѓаните и потребите на единиците на локална самоуправа, со изработката на проектите, со поддршката се разбира и на градот, очекувам дека ќе бидеме сведоци на промоцијата на многу реализирани капитални проекти во градот и во општина Карпош. Пратеник сте од редовите на ВМРО-ДП, ама неколку сметате дека пратениците имаат реален допир и приказ на проблемите на граѓаните и на вашите сожители? Ја укажав и преходно, наша работа е да бидеме меѓу граѓаните, да најдеме и начин и форма како да бидеме во континуирана комуникација со нив, но исто така, имајќи предвид легислативата што е во собранието и она што не е наша работа, практично ја секогаш кажувам, ние сте повеќе фокусирани на наоѓањето на решенијата од аспект на
на изготовка на квалитетни законски решенија кои се извинувам, чија имплементација е брза и ефикасна, а за тоа да биде направено треба да имаме еден најширок опсег на земени мислење при изработката на истите. И тука не ги земам само фазите доколку станува предлагач предметно на министерство или владата, туку го говориме генерално каде што голем дел на закони се предлагачи и од редовите на колегите од парламентот. Така да, мислам дека за разлика од претходно, овој состав на парламентот има еден поинаков пристап, оваа власт се труди да направи еден инклузивен процес во кој што ќе бидат офатени не само мислењата на предлагачите, туку и на фелата, на стручни соработници, практични конзументи на законските решенија, сите засегнати страни и можеби податокот дека во овие нецели 2 години се одржани или спроведени повеќе надзорни или контролни расправи во парламентот од целокупното работење претходно, самиот факт доволно говори за начинот и пристапот што го имаме при изготовката на законските решенија. Исто така можеме да се повикаме и на податоците што статистички што се појавија каде што апсолутно имаме најмал број на измени на донесени законски решенија, но исто така можеме да укажеме она што треба да се гордееме и како држава генерално, не само како парламент, и на повеќе системски закони или комплетни нови решенија кои што не беше случај претходно и мислам дека работата на собранието од тој аспект е високо цената од страна на граѓаните. Колку често поднесувате пратенички прашања или иницијативи поврзани со локални проблеми? Согласно измените на деловникот, сега имаме и тука се дуплираше транспарентноста на владата по однос на поставувањето на пратеничките прашања. Еднаш во месецот се поставуваат пратенички прашања во трајање од 2 часа, специјално од редовите на опозицијата до членовите на владата и стандардно последниот четврток од месецот е заложен за пратенички прашања. И морам да укажам дека пратеничките прашања, и не сега, и дури во претходниот мандат, едно пратеничко прашање не е само на лицето кое што го поставува, тоа е плод на една тимска работа од целокупната пратеничка група, каде што претходно имаме анализа на тековните проблеми, на суштинските проблеми и некои актуелни законски решенија кои што се во тек во некоја фаза, каде што дури и пратеничките прашања се искористуваат или се користат за да се добие не само информација плюс за тековно информирање, туку и квалитетни податоци кои што можат да бидат имплементирани во работата на собранието. Се промени на локалните избори и градската власт. Колку во Македонското собрание се говори за градот Скопје и за реалните проблеми во главниот град? Од она што е од аспект на соработка со локалната власт, кажавме и претходно, морам да укажам дека и од аспект на Министерството за локална самоуправа имаме една зголемена динамика што сведоци се сите навистина на посветена работа и на министерот и на самото министерство, кој што допринесува да имаме подобра соработка и со општините, но исто така и со парламентот. Знаете дека и уште еден системски закон веќе е спремен, но одлично издржано решение законско за локалната самоуправа после 25-6 години прв пат имаме ваков издржан предлог на закон за кој што исто така беа одржани, мислам дека министерството одржа и министерот 8 или 9 јавни расправи по општините и секако имавме една широка дискусија и во рамките на парламентот. Верувам дека исто како и за одредбите законски кои што беа потребни да се имплементира Safe City, најновиот дека ќе имаат разбирање и колегите од опозицијата, ќе можат да погледат малку подалеку надвор од своите тесногради партиски интереси и ќе може да препознаат важноста и потребата од носењето на овој закон за кој што вие укажавте, кој што е и текако потребен и за локалната самоуправа и што директно задира во секојдневието на граѓаните и верувам дека ќе соберат храброст и за некој период ќе дадат подршка на законот. И вие го споменавте системот безбеден град кој што имено се донесе со измената на законот за прекршоци. Сметате ли дека безбеден град ќе ги даде посакуваните ефекти и што конкретно се очекува преку овој систем? Повеќе законски решенија требаше се прилагаат на законот. Законот за прекршоци беше последниот во низата кој што и како беше важен за неговата конкретна имплементација и јас сум од оние што велат дека дури еден заштеден човечки живот е бесценето и од тој аспект мислам дека веќе ги дава резултатите. Бројот на прекршоци кој што беше регистриран
при оној почеток на тестниот период и бројот на прекршоци кои што сега при неговата имплементација укажува на два моменти, дека првото е дека граѓаните покажаа високо ниво на свест, веднаш се прилагодија на новите правила, условно кажано, а од друга страна и системот за безбеден град не е само во делот на детектирање на прекршоците при возењето, туку ја гарантира нашата безбедност. Тоа што е најважно, исто така и како ќе дојде дополнителен импут во работата на Министерството за внатрешни работи при спредувањето на нивните истраги што ги имат од различен аспект. Исто така и таму веќе имаме додадена вредност на истите и во однос на ефикасноста. И мислам дека генерално граѓаните самиот факт што даваат толку висок степен на поддршка на имплементацијата на системот сам по себе говори дека треба да се движиме во истата насока и при реализацијата на слични системи или слични решенија и во други области од Колку е за гарантирана безбедноста и заштитата на личните податоци на граѓаните? Има ли простор за злоупотреба на безбеден град и кој се тоа ќе го изрегулира? Ова беше едно од работите кој што се дискутираше и добро е повторно да се укаже, бидејќи беше елаборирано повеќе пати во јавноста и мислам дека веќе и јавноста и ние што бевме активни чинители во самиот процес ценам дека се чувствуваме безбедни по однос на тоа прашање и министерот и министерството укажаа повеќе пати на сите елементи дека земено е се во предвид, дека нашите лични податоци се заштитени на безбедно и дека простор од загриженост на тоа поле нема. Иако е добро да се дискутира и ја се радувам што и граѓаните и повеќе засегнати други страни учествува активно во соукажување од различен аспект. Мислам дека повеќе од тие работи беа земени во предвид. Сведоци бевме дека до последниот ден на имплементацијата, полната имплементација на системот беа направени детални проверки по однос на мобилните трагачи, по однос на калибрирањето на самиот систем. Бевме сведоци дека на многу сообраќајници беа поставени нови сообраќајни знаци, кај што имавме дополнително информирање на граѓаните, така да можам да укажам дека ова е едно решение кое што може да биде пример за при спроведувањето на други исти или слични решенија во други области. Има ли простор за злоупотреба на СЕФСИД? Ја верувам дека нема, но доколку и се појави некоја аномалија со досега што се сведоци на примената на системот или на министерството како негов спроведувач, дека веднаш ќе биде реагирано и ќе биде надмејат. Иако до сега немаме некој укажување дека се појавило некоја таква појава. Како се вози низ општина Карпаш? Какви се проблемите со сообраќајниот метеж и ете со паркингот? Сите скопски општини некако на свој начин се жалат дека нема паркинг, се бара место плюс да паркинг? Одлично прашање поставивте. Паркингот е можеби најголемата последица од онаа дива урбанизација што не бевме сведоци претходно, кај што една неодговорна локална власт работеше од спрега со она што ние го велиме градежната мафија, не во спрега со граѓаните. И се разбира дека тоа е проблем кој што е високо на листата, практично прв приоритет е секогаш кој ќе бидат кажани граѓаните. Сега да не навлегуваме подлабоко каква последица тоа произведе и од каде се случи, факт е тоа дека има секогаш проблеми со паркингот за пристапот и за решавање на проблемот со паркирањето во Карпаш и во градот. Гледам дека слични пристапи имаат и другите градоначалници, па и градоначалникот на градот Скопје, кој што навистина е посветен на решањето на ова прашање. Уште во предизборието и сега имаше повеќе средби кај што искаже неговата желба со заеднички напори овој проблем да се надмине. Мислам дека ќе има целокупно пристапот ќе биде севкупен, значи едно севкупно решение ќе се бара. Прво, при детектирањето на најдобрите можни сообраќајни решенија, со изготовката на соодветни сообраќајни елаборати, каде што ќе бидат оформени посебни тела, се разбира сообраќајни инженери, представници на локалната власт, представници на Министерството за внатрешни работи, представници на градот, можеби представници на Министерството за транспорт и за транспорт, каде што ќе прво ќе треба да детектираат кај се критичните места, но исто така да изготват и соодветни сообраќајни проекти кои што ќе треба понатаму да бидат имплементирани. Не е само за движењето, туку да укажат и на потребата на стеснување, проширување или некаква пренамена на постојната патна, велосипедска и пешачка инфраструктура во Карпаш. Второто, за самиот број на паркинг места, овие елаборати и проекти треба да произлезат и со одговорот дали и каде и во каква форма треба да биде имплементирано зонското паркирање, можеби, како втора или трета фаза.
се разбира со целосна вклученост на граѓаните, со извршени јавни анкети, испитување на нивното мислење, соодветни средби по месните заедници и така натаму. Но она што е најважно и кај што ќе бидеме фокусирани, ќе биде изведбата на нови паркинг места. Се радувам што Советот веќе и донесе одлука каде што буџет во кој што е предвидена ставка за во прва фаза изведба на монтажни паркинзи, каде што согласно програмата беше планирано да се изведат околу 500 до 600 паркинг места согласно оние извршени испитувања и проектите кои што ќе бидат направени во неколку локации. И вака да сублимирам, мислам дека посветеноста на општината, на градот Скопје, па и на владата можеби ќе бидат дел од нив офатени со некое финансирање од следниот повик што ќе биде од страна на владата. Верувам дека до крајот мандатот овој проблем можеби нема комплетно да исчезне, но верувам дека ќе биде на граница на толкување дали е проблем или не за граѓаните на Карпаш. Верувам дека тоа ќе бидат решенија кои што ќе бидат полноважни и ќе може да ги користат граѓаните и на Карпаш и на Скопје. Така и ете, покрај паркингот, некако тука се наметнува и прашањето за чистотата, како на целиот град, така и на Карпаш, како една од скопските општини, каква е состојбата сега. Некако чинам поголем дел од фокусот посветивте токму на чист Карпаш. Верувам дека и градоначалникот Лукровски се залага за чиста општина. Верувам дека имате и сопствено предпријатие комунално? Сопствено комунално предпријатие Карпаш нема. Но можевте да видите сведоци уште во предизборието и градоначалникот Лукровски, и градоначалникот Георгиевски и останатите градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН како беше нивната посветеност на оваа тема. Односно, нашата интенција е секогаш да имаме безпрекорна хигиена во општините и во градот Скопје. Беа направени серија на акции кои што навистина во тој момент од таа критична фаза кога беше дода ефект, но тоа е работа која што треба да се проложи и таа е тековна работа. Верувам, од оние чекори што се сведоци како граѓани досега, видовме дека човечките капацитети се зголемуваат, веќе има неколку постапки за набавка на нови машини, не само за собирање и одвоз на светот, туку и за подобра и поквалитетна хигиена, даваат ефект, но сепак, како што кажав, тоа е тема на која што треба сите да бидеме ангажирани, редовно пријавуваме доколку увидиме некоја работа кај што не е, каде што би можело да се интервенира и реагира, а од друга страна континуирано се работи на подобрена ефикасност на општинските служби и службите задолжени за одржување на хигиената. И ете како можеби последно поглавје од мојот концепт за Скопје ми е дома е и делот за приватни прашања поврзани со главниот град. Колку вам Скопје ви е дома, како вие го чувствувате Скопје, можеме ли да изевоцираме спомени од вашето детство, младост, како гледате на градот сега, како претходно? Ќе ни требаат уште 2 емисии за тоа. Јас сум роден Скопјанец, го поминав целиот живот во Карпаш. Таму сум роден, таму живеевме. Средното ми беше во Кисела Вода. И Скопје си има души, навистина е така како дома, никаде не е како дома. Не би можел да извлечам нешто што би го истакнале посебно, но можам да кажам дека треба да се најдеме во ситуација да бидеме одвоени од Скопје некој период, па да сватиме колку тоа ни значи, и од тоа треба да биде потик плюс, да даеме дел од себе при тоа да го направиме Скопје и повеќе дома, и поубаво, и попрекрасно. Се радувам сега многу на иницијативата кога ќе биде Скопје град на културата, од оние информации што ги добив и активности што се спроведуваат, укажуваат дека тоа ќе биде прекрасен настан кој што ќе ги засега сите скопјани, кај што ќе го видиме Скопје во едно вистинско светло. И ако се движиме од аспектот дека ние како дома и треба да се движиме како дома. Почнуваме од нас, почнувајќи од пример од нас самите, и верувам дека тоа е град кој што има своја душа, кој што има своји карактеристики, кој што ги нема на ниту едно место на светот, и верувам дека јас и како и сите останати не би го менувале за ништо. Скопје се менуваше во текот на годините. Што денес според вас му недостига на главниот град? Од ова што го кажавме до сега, ни треба еден сериозен аналитички пристап, како што се сведоци на имплементирани решенија. Не само за сефтити, можам да укажам и чекорите и на градот и на општините, што се на поле на работењето со јавните предпријатија. Нивната работа треба и веќе дава многу подобар плод, односно подобро квалитетно секојдневие на нашите граѓани. Треба да овозможи
не пречи на работа и на институциите, но исто така и на фирмите деловното окружување и се разбира и на граѓаните. Така да градот не случајно и самиот закон нели за единици локална самоуправа за градот Скопје. Скопје си има своји предизвици, си има своји карактеристики кои што се навистина специфични, не е лесно да се на дневна основа се решаваат, но верувам дека треба да се соочиме со проблемите. Уверен сум дека на полето на дигитализацијата не чекаат неколку убави решенија, каде што и информацијата и услугите ќе бидат уште побрзи и подостапни во Скопје и во општините. Очекувам повеќе капитални инфраструктурни проекти да се завршат во периодот кај нас што доаѓа, без оглед дали се тоа големите клучки, дали се подземните сообраќајници, решенија кои што ќе дадат и подобар и поквалитетен, побрз проток, но исто така и побезбедност, големување безбедноста на граѓаните, а како што знаете, овие работи току го имате, побрз проток и на стоки и на услуги, значи и подобра работа за деловните субјекти. Очекувам многу зеленило, очекувам многу паркови кои што се во најава да се направат. Верувам дека тоа ќе бидат места не само кои што ќе ја подобрат нашето животната средина и окружување во кој што се наоѓаме, туку ќе понудат и многу нови места за рекреација, за споделување на слободното време. Очекувам исто така изведба во период кој што доаѓа, можеби не е хроничен проблем, но секако никогаш не е доволно од квалитетни и убави спортски игралишта, неколку елементи такви и дефинитивно најавата за новиот Луна парк, кој што ќе биде навистина символ на градот до крајот. За новите 100 автобуси на јавното сообраќајно предпријатие. Многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома за овој прекрасен разговор, за исцрпните одговори на моите прашања. Се надевам дека ќе имаме повторни средби, дружби пред камерата на кои што ќе можеме да споделиме повеќе за Карапош и повеќе за вашата работа. Ви посакувам успешна работа. Ви благодарам на поканата и стоиме на располагање. Тони Јаревски, пратеник од ВМРО ДПМН од општина Карпош во најновото издание од Скопје ми е дома. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вашето внимание. Се гледаме за 7 дена од сега во истиот термин. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно